To uszko. Nie od dziś. Gitara. Wiosną Na proleci ti mat nešto za kažuvanje. Duri docna na večer na oku se sluša sve što tropanje, krekanje, groftanje, svirkanje. Ušte dolgo bi možel da nabrojio. Ma ja slušam da li drnka, ne komarac, to samo nešto drugo. Slušaj, Meče, a može bi mominite solzi se magepsani? Može bi će zadzvonat ako gi dopam? Premnogo čitaš bajki zajače. Još to da zvonat? Ne znam, no možem da se obidam. Čuli, zvona? Ne zvonat, samo drnkat. Ne mominite solzi, tuku su samo nešto drugo. Bože, to je praseto. Videli? Tišina. Fantastično! I gitara, i šapka. Ti si vizdinski umetnik. No, istina sam talentiran, reče praseto izvesno vreme. No, vjerojatno moram još malko da poučam. Gitarata jodovi pod petkami. Takva gitara je podobra od zelka. Posviri si i ti kje bideš vistinski umetnik, no šapkata nema da ti je pozajmam, pregolema je. No jak? I kako? W porządku. Barel, a svega uško. Kiedy... Ma, ja... Nie przejmuj Ne się. vaznemirúvaj se i jas na početok ode ne znaš. A potom... Wolałbym na I cakal na barabanče. bębenka... Tetka mi ne mi dade barabanče, Zmartwi se rastaži praseto. Ojej, Ne, ne. zawołał nagle jeden Ne kuliczek. najdeš, jedno zajače. Oče to vas zaboravit ne zakade brzame. Nam się tak Oče bi spieszyło. ti zaboravi. Może to ty Zašto jas? zapomniałeś, bo Jas? Ama ne. Ja? Skąd? Jak Ako będziecie se karate, kłócić? co se ma, će zaboravite. Zapomnicie na śmierć. Pa, Więc... Więc... pa, wiosna proleta przyszła stigne na polivadite. Rekao zajedno zaječinjata. Tak sobie przyszła Tuku i- taka dojde. I ne samo taka, posadi raznih cvekinja, belni, žolti, to treba da se vidi. Faktycznie A ti stilo treba. Vistinska zdravje. same Tamo od svekinja. Wyglądasz jak Izgledaš jako vistinski umetnik. Vistina. Gitarata. Kada je moja gitara? Ostana na klupata.
Глупава работа. Се почеше по главата прасето. Веројатно не знаат дека гитарата е моја. Сега ќе ми објасна. Почекај, па тие прават гнездо, глупава работа. Или гнездото, или гитарата. Издигна зајачето. Не гитара, гнездо. Извика прасето. Па таа гитара е играчка. Тетка ми нема да се лути. Ти си вистински уметник, прасенце. Рече со воскит зајачето. На вистина. Како до сега не ми текнало да се населам во фортепијано? Веќе ти текна. Да, но каде да се земе фортепијано, тогаш полесно е за зелка. Тишина. Само ќе ве обесам малку повисоко, зашто напролет дури и мачките сакаат да свират на гитара. Ништо не се слуша. Птиците сигурно веќе спијат. И гитарата спие. И мене ми е време. Добра ноќ. Мечето ушко. Бојци. Секој бојадисува како што сака. Есента златесто, зимата бело, пролетта зелено, а јас бојадисувам како што ќе ми текне. Еднаш вака, еднаш онак. Би направил нешто, само што најмногу би сакал нешто што не сум правил. Ушко! Ушко! Ти донесов пакет. Ова е подарок од децата. Сега ќе видиме. Ова се бојци! Ура! Бојци! Мислев дека се чоколадчиња. Сега ќе појадисаме нешто. Зајаче, зајаче, погледни што доби од децата. Бојци! Го гледате? А има ли зелена? Се разбира. А зашто прашуваш? Зошто прашувам? А каква е зелката? Зелена. А салатата? И таа е зелена. О, А јас сакам цвеќиња, убави, разнобојни. Ама безобразност. забрмчи пчелата. Безобразност. Чувај ме, Ушко, со неа нема шеги. Мармореше зајачето. Гледаш, сепак салатата е подобра. Јас повеќе сакам мед. Дај замолам, пчелата. Процеди зајачето. Да дзирнеме внатре, праша мечето. Поеднакви се. Да ги бојадисаме, праша Ушко. Се разбира, се согласи бргу зајачето. Што правите овде, пове кокошарник? Ништо, онака влеговме. Од кога постои светот, јајцето секога се еднакви? Се жалеше кокошката. Ќе ги викнам другите кокошки, чистете се!
Браво. Изгледа сторихте нешто лошо. Тишина. Кокошката. Каква кокошка? Знаеш, ги појадисавме јајцата во гнездото. Призна Ушко. Но зошто? Како тоа зошто? Затоа што имаме бојици. И четничка. Погледи колку е лесно тоа. Се пофали за јачето. И вратата? Ушко, бојиците не се за да бојадисува се што ќе ти падне под рака. Земете една кофа вода, четка и веднаш се средете. Па да ги чистим и јајцата. Добро, одиме таму. Погледни, Црнко, расипани се. Воопшто не се расипани, сигурно од тие јајца се испилиле пиленца. Изјави Црнко. Раздобајни пилења, ура! Викна Ушко. Ушко, сите пилиња се жолти. За среќа ги бојадисавте само лушпите. Зошто за среќа? Викна за јачето. А ти би сакал да бидеш црвен или зелен? Праша Црнко. Зелен? Размисли малку за јачето. Не, повеќе сакам да бидам најобичен, тако како што зум. Сега ќе те бојадисам на хартија. Ќе видиш како лушпите. На хартијата зелен, а вистински како зајаче. Сега јас ќе пробам. Викна за јачето. Што ме на хартија бојадисајте ми и мене. Со црна боја. Сакам еднаш да изгледам како волкот од приказната за Црвенкапа. Ќе го скријам за спомен. Рече Црнко задоволен. Секој бојадисува како што сака и како што знае. Понекогаш тоа изгледа дури смешно, но убаво да бојадисуваше вистинска уметност. Вреди тоа некогаш да се научи. Догледај. Мечето Ушко. Крлешка. Колку е одлично да се избањаш навечер. Особено кога тоа беше напорен ден. Го поминав со другарите многу корисно. Ушко! Викаше за јачето. Ушко! Разбуди се! Ушко! Си се испијанил, станувај! А што се случило? Прасенцето направи одлична работа! Нешто одлично? Да не е медник? Мече, тебе само медот ти е во главата. Прасето направи крлешка! Велиш лулка? Да! Одлично е, но не е готова. Ајде да одиме таму. Не е готова. Ќе дојдам кога ќе биде готова. Промармори Ушко. Не е готова, но можеме да се луламе. Тогаш доаѓам. Ова е прекрасната крлешка што не е готова. Изјави за јачето. Се гледа. Потврди прасето. Може ли да се проба? Го праша за јачето прасето.
Мислам да, одговори неубедливо прасето. Опа! 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 Да се понишам ли јас барем 2 пати? Понишај си 3 пати. Му дозволи великодушно прасето. Леле, ој, леле, леле. Изгледа, тебе ти е сега редот, прасе. Мене. Праша прасето, некако несигурно. Тебе! Го убедуваше зајачето. А лукава нема ли да се крши? Не е важно, промрмори прасето. Леле! Да не се повреди прасенце? Не, прениско е, попна прасето. Крлешката се расипа зашто прасето не ја направи добро. Викна зајачето. Одиме, деца. Ало, зајаче. Целуваше? Сите целува. Гледаш, прасето само ја правеше. Многу е тешко сам да направи солидна лулка. Да. За тоа се потребни многу раце и волја. Добро. Зар морате да ми објаснувате како на главица зелка? Не размислив. Ова ќе биде заедничка прекрасна крлешка, наша и на прасето. Сакаш прасе? Разбира дека сакам. Тогаш, на работа! Повелете, повелете само. Браво. Прекрасно. Кајтек, сакаш да се понишеш, Кајтек? Ах, би сакал. Тогаш нишај се. Нашата прекрасна готова крлешка. Зајачето дури пукаше од гордост. Заедничката игра не е лоша работа, но уште поубаво е заеднички да се направи нешто корисно. Колку е пријатно да се гледа тоа. Можем ништо. Обична лука, а колку е прекрасна. До гледање. Мечето ушко. Малими и смешни мишица. Не од Шум во ноќта.
Проверувам дали е се во ред. За вечерва добро да си наспијам. Зашто минатата ноќ воопшто не спиев. Ниту момент не заспав. А беше вака. Добар ден, Ушко. Добар ден. Има лошо време. Добро, што да покани? Елете седнете и каснете нешто пред да почнеме да играме. Многу ти се извинуваме. Многу ти се извинуваме. Веќе се стемни. Мораме да се вратиме дома. Благодариме, Ушко. Многу ни беше мило. Да, беше многу весело. До гледање, Ушко. До гледање. Нема да чистам денеска. Немам желба. И за мијење немам желба. Подобро ќе одам да спијам. Што се случува? Кој дига врева? Тишина! Тишина, не дигате врева, не можам да спијам. Гледайте, тој сака да спие. Сега е наше време и ќе правиме што сакаме. Дојдете сите, не плачете се. Сега ние ќе си поиграме.
Треба да се среди ова. Нема што, ќе ве најдам и ќе ве фрлам. Така, а сега морам добро да се измијам за добро да спијам. Да, минатата ноќ беше страшна, но денешнава ќе биде сосема подруга, зашто се исчистив добро, а ѓубрето го фрлив. Сигурно денеска ќе спием добро. Na pewno będę dzisiaj dobrze spał. До гледање. Mečето uško. Jestem sobie mały mistrz. Popładne na zaraz. Danes je mnogo važan den. Priredovan prijem. O ne, ništa osobeno. Jednostavno skromna imenenska zakuska. Specijalno nikogo ne kanam. I така dođat site, celio dvor. Moment. Kako беше тогаш првиот пат? Викне заячето. Да, дојди. Додаде Црнко. Дојди, немој да те молиме, рече Петелот. Добар ден. Јас сум... Како се викаш ти? Зашто јас сум Црнко? Јас сум Кадифенко. А јас се викам Зајаче. Прекина Клапаушко и почна да дърдори како навиен. Не мислите дека сите зајачиња се викаат така? Различно се викаат. Шарече, Скикаеге, Кицуж, Бојек. А јас се викам едноставно Зајче. Смешно, ли? Зајаче, ако дърдориш, така никогаш нема да дознаеме како се вика нашиот нов другар. Јас уште немам име, зашто живеам овде од вчера. А зашто имаш такво клапнато уво? Не издржа зајачето. Не знам. Тој има многу овални уши, ти зајаче имаш големи уша, тој има малечки, но исто така убави. Па нека се вика Ушко. Сакаш мече? Сакам. Тоа е многу убаво име. Ушко. Ушко, вика сите наоколу. Да живе Ушко, да живе Ушко. Тоа е прекрасно име. Да живе. Ура! A może byś... Да каснеме нешто? О, зошто не? Секогаш може да се касне. Века нам на закуска. Имам колач, меденици, а за десерт компот. Proszę.
Повелете седнете. Само повелете седнете. Изгледа овде дават јадење. Повели? Но како се викаш ти? Неважно. Може би најпрвен сакаш да ги измиеш ножињата? Неважно. Знаеш, компотот се пие на крајот. Неважно. Подобро не јади толку бргу, зашто ќе се задавиш. Неважно. Му залетна на прасето. Не би рекол дека те најадов. Рече прасето и замина без да се поздрави. Помина една година. Добар ден, Ушко. Се најубаво по повод именденот. Веројатно не сум задоснил. Ако дозволиш, ќе ги измијам ножињата. Само повели, прасенци. Добар ден, се најубаво. Добар ден. Добар ден. Благодарам. Повелете. Повелете седнете. Седнете и послушате се. Повелете, ве молам. Повелете. Повелете. Благодарам. Повели, прасенци. Повелете. Повелете, служете се. Колку се вкусни. Благодариме. До гледање. До гледање. Па. Зар важно што било некогаш? Не. По таа несреќна попладневна закуска никој никогаш не го канеше прасето на гости. Потоа прасето се поправи и сега се однесува како што треба. И тоа е важно. Довидување. Мечето ушко. Апетит за вишнички. Сигурно сте љубопитни што е ова. Ова е мојата вечера. А сушност многу лош лек наместо вечера. Не, воопшто не сум гладен. Напротив, денеска се прејадов. Здравочко! Викна Петлич. Ајде да играме топка. Благодарам. Но денеска од изутрина ја плевам градината. Најпрвин работа, а потоа забава. Но ми е се едно. Можеме да поработиме. Се согласија петленцата. Ушко! 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 Викна зајачето. Во соседството се населија две кукли. Па што, зафате сум со градинкава. И ние Рекоа петленцата. плевење на целата градинка. Се засме зајачето. Но тие не канат, тие имаат цело дрвце вкусни зрели вишнички. Зрели велиш? Па зашто не ги берат? Зашто се многу елегантни. Објаснуваше зајачето. Едната се плаши дека ќе си го скине фустанчето, а другата се плаши од се. Ако се плашат, да им помогнеме. Да,
Треба! Викна петенцата. Сите ќе помогнеме. Многу ме привлекуваат вишничките, многу. И многу се вкусни, многу. Одговори дрвцето. Добар ден, рекоа куклите. Јас сум Петронела, а јас Клементина, а ова е дрвцето со вишнички. Повелете. Добар ден. Дрвцето веќе го запознавме, многу е симпатично. Јас сум Ушко, а ова се моите пријатели. Долетува овде едно скворче, без покана и наскоро на дрвцето нема да остане ниту една вишничка. Ниту една, потврди Клементина. Многу се вкусни вишничките, утре пак ќе дојдам овде. Без покана, рече скворчето и летна без поздрав. Нема да го дочекаш тоа скворче. Многу вишнички собра во косничката, Учко? Многу. Да ти помогнам? О, не, веќе слегувам. Само ќе каснам уште малку зашто имам голем апетит за вишнички. Викна зајачето. Скворчето малку остави. Скворчето! Викна зајачето. И си отиде дома навредено. Мече, дојде ќе ти измиеме устата. Благодарам, не се чувствувам добро. Морам да си одам дома. Лошо изгледаш, Ушко. Се заинтересира Црнко. Сигурно си каснал нешто лошо и бајато. Ама не, изедал нешто многу свежо и добро. Па зашто се држи за стомачето? Затоа што има голем апетит за вишнички и изедов малку повеќе и боли. Сега ќе мораш да пиеш лек. Без голем апетит. Леле, го загубив апетитот за вишнички, може би за цел живот, а може би само до идната година. Лошо излезе тоа. Зајачето се навреди, куклите се смеја, а сушност ке имаше за сите. Дури за скворчето. До гледање.
Mečeto Učko. Čad. Денеска многу си извалкав и ќе морам долго да се мијам. Но што туку се вратив од излет каде што заедно со другарите гасевме пожар. А тоа беше вака. Загоре млекото што требаше да го испием за појадок. Поставив на оган, отидов да ја средам кошницата и го заборавив. И така е добро што не отидов некаде далеку надвор. Зашто кој знае што ќе се случеше тогаш. А вака, само што нема да појадам. Стој, магаренце. Сега одиме да разгледуваме шумата. И ќе собереме јагоди. А јас ќе барам печурки. А ти, магаренце, ќе јадеш трева и ќе чуваш колата. Гледај, кукајдарвец, еј, што бараш таму? Зар нема да те боли клунот? И, ама мравјалник. Зар не можеш малку да внимаваш и да не ја уништуваш наша кутичка? О, многу се извинувам, но не ја забележав. Да растели овде, некаде зелка, треба нешто да се касне. И јас сум гладно. Одиме на појадок. Изгледа гори нешто. Чувствувам чад. И магаренцето го снема. Опасност! Опасност! Бегајте! Да, нешто гори. Оди викни ги пожарникарите. Остави го тоа, сакаш да ја запалиш шумата? А што сакате, зар луле не можам да запалам? Не, ниту луле, ниту цигара. Погледни што направи.
Се чудам дека си големо куќа, не знаеш дека од мала искра може да избувне голем пожар. А сега, помогни ни да ја поправиме штетата. А требаше да ја чуваш колата и да не се оддалечуваш. Ме викна, потоа раскажуваше толку интересни приказни што ништо не забележав. Ако си гладен, се кани ме на појадок. Но не смееш да палиш луле. Сега ќе дојдат пожарникарите! Сега ќе пристигнат! Сега ќе пристигнат! Биди добра, страчко, и речи им да не доаѓаат веќе. Не се потребни. Значи така, тоа беше недоразбирање, недоразбирање, недоразбирање. Недоразбирање, но можеше многу лошо да заврши. Многу долго морав денеска да се мијам. Но добро е што така заврши, зашто со огнот во шумата нема шеги. А и дома треба да се внимава, дури и кога варите млеко во кујната. Dobranoc. Mečeto uško, Śmiesznym iść znam się z dziećmi? Nie od dziś. češma, Mislite дека бојадисував или се селе? Не, само обично терење. Ако сте љубопитни како беше, еве сега ќе ви раскажам. Колку прекрасно време. Точно за големо сушење. Но пред големото сушење морам да направам големо перење. Една работа. Што правиш, мече? Се заинтересира зајаче. Што се играш? Воопшто не си играм. Имам големо перење. Веднаш требаше да кажеш, големо перење е по-добро од забава, ќе ти помогнам. Сладолед! Извика на една зајаче. Тоа е идеја. Порција сладолед пред големо перење уште никому не му наштетила. Никому! Јас имам 3 топчиња, ти 2. На моите се розови. А мојот сладолед капе. Не издржа прасенцето. Не потребно се фалиш, се засмеја Кукли. Сега целата облека ти е со дамки. Што да пробам кога сладоледот ми истече? Поиграј со на стопка.
Дојдете шапки, ова не е за нас, таму има прекрасна шапкина разонада. Како изгледаш, прасенце? Да, точно како? Еви, имам големо перење. Ке те исперам заедно со блеката. Може и со блеката. Се согласи прасенцето. Прекрасна разонода. Кака шапките? Цела река, близко до плунот. А река тече од мојата куќа. Зајаче, спасувај. Јас ништо не знам, ништо не знам. Дојдете, треба да му се помогне на ушко. Дојди, ќе ти исперам. Не сега, не сега. Се изработивме. А ти, прасенце, најпосле си чиста и убава. Завршивме. Да се пере или да не се пере? Ќе прашате. Секако дека треба да се пере, само не треба во тоа време да играте топка, да јадете сладолед и така натаму, зашто ако се прават многу работи наеднаш, дома е толкав неред како по селење, по бојадисување и по ремонт до гледање. Мечето ушко, Śmiesznymi znam się z dziećmi? Nie od... чудни очила. Przez Преку очила се гледа поинаку. Најдобри се розови очила. Зашто светот преку нив изгледа розов. Со црните очила беше цела историја. Зашто тоа не се моји очила, туку на намќорот. А всушност не на намќорот, а тоа беше вака. Здраво, прасенце. Здраво. Proszę, Павели. proszę. Павели ушко. Одлично. Gonisz króliczku. Ќе бркаш зајаче, брканица? Berek. Брканица. Gonimy. Ќе бркаме. Dlaczego? Зашто ќе бркаме? Ти ќе бркаш. Се зинати зајачето. Ако бркам јас, тогаш и тој. Инаку никако. To ja Тогаш ci nie јас не играм. А вие?
Не знам, почна да размислува прасенцето. А ти, Ушко? Не знам. О, доаѓа Црнко. Загрижен сум. Изјави Црнко. Зошто? А ние овде си играме брканица. Не сите! Се нервираше зајачот. Загрижен сум, зашто дојде кај мене братучедот Нантјор. Тоа не е грижа, тоа што сака да бркаат заедно, тоа е грижа. Инако никако. Потврдија зајачињата. Загрижен сум зашто тој Нантјорот е малку чуден. О, доаѓа. Ово се мои пријатели. Ова е Нантјорот. Здраво. Здраво. Си играме брканица. Многу е весело. Да, топло е. Воопшто не е топло и времето е за никаде. Промрмори Нантјорот. Мрачно, темно, сонцето воопшто не се гледа. Играш ли со нас брканица со клекнување? Знаеш колко е весело? Тие играат заедно. Нека играат. Ќе каснеш. Не будат апетит. Невозможно колачињата не така хрум будат апетит. Не се вкусни. Зар не реков чудени? Фати Нантјор. Фрлач како фатен. И воопшто ми се чуди. Зашто многу е топло? Срами ме шутни барем еднаш. Како игра ова, под нозете камења, топката крива. Подобро ќе одам да спијам. Да спиеш? Да се спие на толку прекрасен ден? Што да правам? Да видиме дали навистина спи. Уште во сонот ќе си ги скрши своите очи. Ништо не ми се допаѓа, ништо. Добро, што сте овде? Штета да се спие на толку прекрасен ден. И штета? Да играме. Добро. Прасенце, имаш ли барем уште едно колаче од тетка ти хрум? Беа многу вкусни. Секако ќе најдам. Викајте ме Фигелек, зашто вистински се викам Фигелек. Паќај, Фигелек! Зашто Нантјорот, се извинувам, Фигелек, носеше црни очи. Ги добил некогаш од стрикому, па ги носеше се додека од навика на вистина се му изгледаше црно и мрачно. И што? Доволно беше само да се извада црните очила и пак се изгледаше нормално. Помнете го ова. Довидување. Mečeto uško. Myślisz, znam się z dziećmi?
Nie od dziś. Gnezdo na vrani. Najgorzej Најлошо е со тврдоглавите. Кој ќе се заинати, што и да биде тешко е да го убедиш, што му како денеска. Хоп, хоп, зајаче! Опа, црнко! Никого нема. Па, ќе одам на прошетка само. Како нема никого? Извика страчката. А јас? Со тебе на прошетка? Па не знам да летам. Пи, не мораш да леташ, но можеш да ми помогнеш да барам материјал за моето гнездо. А каде ќе најдеш во шумата тули и вар? Глубоко. Доволно ми малку трева, гранка да бор, мов и воопшто. Ми што иде? Страчко, најдов мов. Сега ти не достига другото страчко. Ова твое гнездо ли е? Изгледа сосема како на врана. Пи, не ти се допаѓа, требаше да ми помогнеш, а не да изведуваш. Впрочем, враната е моја блиска братучетка. Се навреди страчката. Добро. Ама имам среќа, па ова е готово гнездо на врани. Ќе го однесам на страчката и не ќе мора да си гради свое. Браво, Ушко. Рече мрачно гнездото. Мамаш, ова не е гнездо. Зашто бегаш, Ушко? Издодеа ли собирањето? Не ми издодеа, само видов страшило. Како страшило? Каде? Седеше во грмушките, вакво. Се случило нешто, Ушко? Праша зачудено зајачето. Мечето видело страшило. Се засмеа страчката. И малку се плаши. Страшила, лично ќе проверам. Многу сум храбар. Се случило ли нешто зајаче? Подобро, додиме дома. Видов таму, во шумата, страшило. Овакво, седи во грмушките и плаши. Да, и јас видов, навистина, таму седеше. Како тоа страшило во шумата? Се зачуди Црнко. Па уште е страшно и плаши. Не верувам. Види самиот. Добро, дојдете со мене. Бидете мирни и скријте се во дупката. Тревога! Извика страчката како луда. Има страшило! Јас не се патам. Леле, помош! Страшилото. Кајте, или страшилото? Како страшило? Јас сум куклата Кајтек. Ако си куклата Кајтек, зашто викаш како страшило? Не рикам, туку плачам, зашто сите бегаат од мене. Зашто носиш на главата гнездо на врани? Како гнездо? Прашуваше Кајтек. Што имаш на главата? Како тоа што? Имам коца. А сушност, таква фризура, може би малку предолга, но се плашам од фризер и готово. Рече строго Кајтек. А зошто? Зашто кога фризерот сече, многу боли. Се разрика пак Кајтек. Боли, го гледате, боли. Знаеш што, Кајтек? Прави како сакаш, или доаѓаш со нас на фризер, или враќај се во шумата да плашиш. Повеќе, сакам на фризер.
Одиме. Прамо повелете. Рече господинот пес. Со ножици? Прашуваше кајтек со препарлив глас. Со ножици, отврди решително ушко. Ура, најпосле изгледаш како вистинска кукла. Од твојата некогашна фризура имам прекрасен душек за гнездо. Не се плаши само кајтекот, фризер. Знам некој кумина што се плашат од ножици, од шапу, па дури од четкичка за заби. Прават од себе вистински страшила. Па зошто? До гледање. Мечето ушко. Małymi i śmiesznymi snami się z dziećmi? Nie od Летало. Денеска по вечерата многу ми се спиеш и веќе мислев дека ништо нема да ви раскажем. Ништо чудно. Па денот беше полн со доживување. Кога се избањав, веднаш се почувствував подобро. Па слушнете како беше со леталото. Za nią! Нареди Црнко. Здраво! Рече зајачето како ништо не се случило. Изгледа дува малку. Дуа! Согласи Црнко. Но не треба да се седи дома. Może Ајде, да играме, учко. Czemu nie? Зошто не? Ова не е игра. Денеска ветрот е многу силен за бадминтон. Za dużo. Много, много. А зашто е? Викна зајачето. Dla piłki Одговара gwiazd за топка. krzyknęło Извика Петленце. Grajmy w... Ајде, да играме топка. Zgoda. Добро. Uszatek Најдобро е, учко, да е голман. Рече зајачето. najlepiej. Тоа е најдобро, се согласија сите. Мораме да направиме пирамида. Co tam? Каква топка? Przecież Па овој ветер одговара за пуштање летало. Nie latawca. Sam Одгора? dopytywał się. Прашуваше Петленцето. Ale jak Но како да направиме летало?
Имајте на ум, само да е лесно, зашто нема да се дигне во воздух. Леле, пријатели, помош, изгледа, летам. Леле. И што гледам? Ушко научи да лета. Не, јас, леталото, спаси ме, Страчко. Страчката секогаш е најлоша, а сега спаси ме. Изведуваше Страчката. Добар ден. И вас ветерот ве донесе на гранкиве? Нас ништо не донесе. Ние овде растеме и се викаме Костени. А прочем, сега ќе скокнеме на земја. Веќе сме возрасни. Одлично што скокате. Ке ви се придружам. Подобро почекај скала, Ушко. Го посоветуваше Костените. Малку си претежок. Ушатку! Ушко, имаме скала. Ама не исплаши, Ушко. Јас ништо, но леталото е уништено, целата работа попусто. Да не беше Страчката, Ушко, сигурно ќе одеше во топлите краишта. Ти благодарам, Страчко. Многу благодарам. Нема зашто. Викна Страчката, но се гледаше дека е многу задоволна. Кога ветерот е слаб, може да се игра бадминтон. Кога е малку посилен, може да се пушта летало. А кога е силен, најдобро е да се седи дома и да се јадат костени. До гледање. Мечето Ушко. Znam się z dziećmi? Nie od dziś. Проба. Ке ви раскажам како зајачето му шиеше палтенце на кајтек. Сушност, не шиеше зајачето, туку куклите шие, а зајачето... Ке ви раскажам поред. Би направил денеска нешто необично. Се занесе зајачето. Необично? Погледни, зајаче. Куклите носат огромен пакет. Што е тоа? Ништо необично, материјал за палтенце. За палтенце? А за кого? За кајтек. I jeszcze И z tego уште од wyjdzie овак излезе шапка и торба за разни работи. И торба? Се залуди зајачето. Kto to będzie? Кој ќе го шие сето тоа? Jak to kto? Како тоа кој? To znaczy Ние, skroiła тоа ciocia значи prosiaczka, го скрои a тетката najpierw прасица, weźmy но same. ако натаму ние To znaczy, самите, тоа my значи będziemy ние się самите ќе cieszyć. пробаме и ќе шиеме. Dziękuję. Благодариме, Pięknie. многу благодариме. Одлично. Рече зајачето.
Знај, Чучко, толку ми се здодевни лисијето и костените и игрите. Костените ти се здодевни, зајаче. И игрите. Да, и ќе ти шепнам, би отишол ке куклите. А зошто? За да го сошјам палтенцето. Штом толку сакаш, одиме. И ове палтенцето? Праша зајачето. Обично. Зајаче, и зелката пред да порасне обична. Фактички, Промрмори зајачето. кога ќе биде готово? Денеска, рече Ружа. Тапуски, конци, на прсток. Тешка работа, но исклучителна. На пролет, ќе пораснеш и ќе ти биде точно. Изгледаш како кукла. Рече зајачето неубедливо. И како кукла, не. Се вознемири кајте. Ба јас сум машка кукла. Но ракавиве се веројатно долги. Секако. Викна зајачето. Гледате? Сега ништо особено. Пак гледам. Па добро не. Земете ми ги ножиците. Не грижи се, ќе додадеме манжетно. Тој ли да не се грижи? Викна кајте. Ба тој е мој палтенце, а јас не сакам манжети. Тогаш подобро. Ќе направиме елек. А се носи ли тоа сега? Многу е модерно, шепна таинствено Ружа. Готово е. Како изгледа? Не е рамно. Сами гледате дека не е рамно. Не е рамно, зашто ти неравно се закопче зајаче. Учеше кајте. Како изгледам сега? Па од тоа може да излезе елече. Мора да излезе елече, рече остро Ружа. И портмоне на место торба. Но тоа ќе го направиме ние самите. Портмоне. Сакам да сторам добрина. За да се помага, треба да се умее. Пред нешто да се сече, треба добро да се измери. И тоа не само кога се шие. Довидување. Мечето ушко се извинува. Јутринава станав од креветот на лева нога. И самиот не знам како се случи тоа. Едноставно, сигурно нозете ми се сплетка и што излезе од тоа? Срамота е дури да се кажува.
Wynocha się! Chciałem się z tobą przywitać. Sakam da se pozdravam sa tebe, Učko. A ja nie chcę. A јас не сакам. Ale dlaczego? No zašto? Zapytała Praša delikatno srničato. Dlatego, że Zato što sam loš, mnogo loš. Lele, što imam na glavata? piszczał Slušaj, isplašeno przeczytające podajač. Co masz? Što imaš? Uši vrzani voze jazalče, za slučajno da ne zaboravi za Učko. Widzicie? I gledate koliko se griže. Jesteś nie... Ne si miren, Učko, i uništivaš garmuških i se lutiš bez pričina. Pilnuj Ne trdori mnogo ti pernico za igli. Uško deneska stana na leva noga. Razglasi stračkata во целата шума. Počekaj, stračko, će ti pokažem ja сега. Spróbuj, złośniku. Obvidi se lošotio. Oj, Si izmorив. Не е толку лесно да се фати страчка за опашка. ale, gdzie ja jestem? Каде сум? Lele, zatolkav. I co teraz I što će mi reći сега? Najprve se lutja, сега plače. Зашто плаче, Учко? Праша верверичката. Zašto plačeš? Праша зајачето. Зашто? Праша срничката. Zašto zatolkav? Ne planči veke. Премарам режа. Pa te najdobne.
Секако дека ме најдовте. Но сега плачам зашто бев кон вас многу нељубезен, а вие се грижите за мене. Достави ќе ушко, рече Жот со малку понежен тон. Дојди ке ти покажеме патот. Благодарам. И се извинувам, многу се извинувам. Се извинуваме прекрасен збор, кој решава многу тешки работи. Шепна садничата. Благодарам. Ако ви се случи некогаш изутрина да станете на лева нога, и ако расположението ви е кисело како кисело млеко и кисела зелка, тоа уште не е причина да не излегувате надвор. Напротив, излезете надвор што побргу. Само не заборавете, лошото расположение да го затворите се клуч. До гледање. Мечето ушко. Małymi, śmiesznymi snami się z dziećmi? Селидба. Nie od dziś. Widzicie? Гледате, се се измени. Niby Собата е иста и мебелот ист, но... подобро да ви раскажам се од почеток. a А zaczęło się почна од ова писмо. ale Ама piękna прекрасно pogoda. време. Nie ma Не тормози ушко. Hej, Stračko, што има ново во шумата? Нема време. Промармори Страчката. Ама се прави важна. Се зачуди Црнко. Сигурно дека су важна. Си рече Страчката. Па имам да предадам 3 писма за зајачето, за петлето и за очко. Многу сум љубопитна. Што може да пишува во овие писма? Може би само сметка за плаќање. А може би некои важни вести. Ќе ги отварам. Но, тоа не е убаво. Нема да ги отварам. Па никој не гледа. Ќе ги отварам и готово. Не. И што стари? Се изплачи на една Страчката. Воопшто нема да ги читам писма и изведнаш ги им ги дадам на адресантите. Ушко, Рече Страчката со многу чуден израз. имам за тебе писмо. Dla mnie За мене? Благодарам. Ништо не разбира. Се зачуди зајачето. Полн кокошарник гост. Ja też Јас ништо не разбирам. Каква покана, каква свадба, каков букет моркови украсен со салата и каква гица. mam co prawda. Имам далечна братучетка Гица. Размисли зајачето. Zajączek, ale... Но Ушко, го прекина Петлето. токму добив писмо. Од надвор адресирано до мене, а натред до тебе. Zdaje się, Ми се чини дека веќе нешто знам и ми се чини дека мораме да ја побараме Страчката.
Страчко, Рече зајачето како ништо да не се случило. дојди малку кај нас. Јас ништо не знам за писмата, сосем ништо. Се издаде страчката. За какви писма? Праша и трпетленцето. Да, за какви? Се расплака страчката. За вашите писма, што ги отвори од љубопитност. Но не прочитам ниту една буквичка и веќе никогаш нема да отворам туги писма. Јас мислам дека ќе биде така. Рече строго Петелот и на тоа заврши. Драги Ушко, иако ти воопшто не познаваш, ние добро те познаваме од книгите и телевизијата. Те каниме кај нас во градот. Можеш да останеш колку што ќе сакаш. Ања и Војтек. Јодам. Секако дека ќе одам. Еднаш се живе, па јас сум големо мече. Може би ќе одам со децата во градинка. Гледам дека ќе одиш некаде. Со задоволство ќе ти помогнам, многу сакам да пакувам. Се израдува зајачето. Ништо од ова зајаченце, со ова не би стигнал далеку. Пакуваме од почеток. Каде ќе заминеш, мече? Праша Црнко. Ој, далеку ќе одам. Ке децата во градот. А долго ли време ќе останеш таму, мече? Праша зајачето со тажен глас. Уште не знам, може би малку подолго, може би малку пократко, но не грижи се, ќе се вратам. Напиши ни неколку збора. Секако дека ќе ви напишам, а вие не заборавајте ми ги цвекињата, полевајте ги од време на време. Нема да заборавиме. До гледање, мече. Многу сум љубопитен како ќе биде во градот кај децата. Кога ќе стигнам, веднаш ќе напишам долго писмо. Ќе го адресирам до страчката. Таа на сите ќе им го раскаже. До гледање. Мечето ушко. Małymi i śmiesznymi znam się nie od Зимница. Zrobiłem Денеска направив зимница. Тетка Хрум ми помогна да направам мармалад. Zobaczcie. Видете, стојат овде, во шпајзот. Ten słoik jest Ова тегла е малечка и не е полна. Не вреди да зафаќа место во шпајзот. Зимницата е важна работа. Зашто зимата е веќе на прагот? За кого е се ова? Кој ќе изеде толку? Ние, само не веднаш, преку целата зима. Одговори со гордост прасето. А од сливите тетка ми ќе направи мармалад. И јас го сакам мармаладот, но не знам да го правам, И за тебе ќе направам вкусен мармалад. рече тетката. Само мораш да ми донесеш сливи. Најдобро веднаш да одиш на пазар. Благодарам. Dzień dobry. Добар ден. Dzień dobry już. Добар ден, Ушко. Dzień dobry. Добар ден. Му одговори зајачето на зачудениот Ушко. To moje Ова е мојата зимница. kapusta. Зелката е прекрасна работа. Се става во шпајзот. А потоа, хруп,
Јас имам намера да направам зимница, одговори мечето. Токму одам да купам сливи за мармалад. Почекај, ќе дојдам со тебе, само да ја однесам дома залкава. Добар ден, Ушко. Имаш ли веќе зимница? Уште не, еве одам на пазар. Се изморив. Да одмориме малку. Рече зајачето кога веќе беа на половина пат. Што се случи? Зошто сте толку тажни? Сите стават зимница, а ние не. Зашто немаме ниту куќа, ниту шпајс? Ќе измрзнеме, ќе гладуваме. Ама не, нема да ви дозволиме да гладувате и вие ќе имате своја зимница кај мене. Ќе ви изградат во градината куќичка, која ќе дојде зимата, ќе доаѓате кај мене на појадок и вечера. Одиме веднаш на пазар да купиме за вас зрна, а вие чувајте го нашиот багаж. Одам во иста насока, ќе ве префрлам до дома, предложи љубезно магаренцето. А каде е зајачето? Имаше толку многу зелка, зошто ти се уште морковите? Ова не за мене. Кога ќе дојде зимата, со нив ќе ги честам срните и другите животни. Магаренце, ајде. Благодарам што ми ги чувавте сливите и ве канам кога ќе падне првиот снег. Многу е вкусен мармаладот, а уште повкусен ќе е во зимата. Сите денеска става зимници и тоа не само за себе си. Јас ќе ги хранам птиците. Не плашете се, врапчиња и сеници, и за вас имам зимница. Добро е да имаш зимница. Тогаш можеш спокојно да спиеш. Добра ноќ. Мечето Ушко. Nie od dziś. Златно звонче. Zwyczajny Обичен леб. Прекрасно испечен и мирислив. Божем обична работа. А сепак денеска дознав за него многу интересни работи.
Od samego rana Од изутрина се чувствуваше во воздухот пролетта. Witajcie. Добре дојдовте, шапки. Dzień dobry. Добар ден. Dzień dobry. Добар ден, Црнко. Dzień dobry. Добар ден. Uwaga, kogut. Внимание, бетлиња. Jak się masz? Како си, зајаче? Отлично се чувствам и со задоволство би направил нешто, само не знам што. A ja wiem. А ја знам. Додиме на прошетка. Poszukamy Ќе wiosny. побараме во полето пролетта. Chodźmy Додиме. się zająć. Согласи зајачето. Jadę. Одам на воденица. Да ве преврлам? Рече магаренцето. Се разбира. Си израдува зајачето. Ale Но na... на некоја ливада, а нека е воденицата. Wsiadajcie. Седнете внимателно, зашто во врекиве има леб. Jaki chleb? Каков леб? To wcale do Ова воопшто не личи на леб. Na razie. За сега не личи, рече таинствено магаренцето. Погледни, колку убава ливада. Благодариме, слегуваме. Викна наедно зајачето и веќе одеше по патот. Не изведувај ушко, погледни колку е зелено. Тревата одговара за пролетно надпреварување. Се радуваше зајачето. Poczekajcie. Почекајте, не брзете толку, па морам да слезам. Stójcie. Стојте. To nie jest... Ова не треба за трчање. Dlaczego? Зошто? Sam raz. Точно за трчање. Sam raz. Точно. Dodał. Додаде зајачето. To nie jest... Ова не е обична трева. Леб расте. Znowu chleb. Пак леп. Зар нема премногу леп? Праша сомнително зајачето. Bo to jest tak. Тоа е така. Posłuchajcie. Послушајте. No, oni... Готово. Coś dzwoni. Што dzwoni? Za drzewkiem За дрвцето не, Pod krzaczem. под грмушката не, I w... и во уво не. О, веќе знам. Над глава нешто ми звони. Сигурно златно звонче. О, Зајаче, Црнко, дојдете бргу. Złoty Сега ќе падне златното звонче, ќе се скрши. dzwonku. Гори ли нешто? Ништо не се гледа. Ништо не се гледа. Nie pali. не гори, туку звони. Дзирнав под дрвцето, дзирнав под грмушката, тоа звони под облачето. Co dzwoni? Што звони? Се заинтересира Црнко. Dzwoni. Звони, лета и сега ќе падне и ќе се скрши. Co leci? Еј, што лета? Еј, што ќе се скрши? Праша зачудено зајачето. Dzwony. Златното звонче. Сигурно веќе падна. Дојдете. Gdzie jest? Каде е звончето? Nie ma żadnego. Нема никакво звонче, само јас сум. Powiedział. Рече скромно чучулигата. Był dzwon. Имаше звонче, лично чув. Dzwonił tam. Звонеше таму, горе. W górze to były... Јас бев горе. Upierał się. Тврдеше чучулигата. Nie И dzwonił. не звонев, туку си пев. Słyszał Ама чув звонче. już. А ти личиш на врапче, а не на златно звонче. Leczka. Nie masz racji. Немаш право, Ушко. To właśnie... Баш таа, чучулигата, звонеше како златно звонче. Każdej wiosny. Секоја пролет така звони. No to... Тогаш се извинувам, чучулиго. Гледаш? Гледаш? Nie szkodzi. Ако, Odpowiedział одговори Skórolek. чучулигата весело и пак летна да звони.
O, kolku ubavo te. Keď se vrativ, reče Magarenceto. Poglednete što imam vo vrećata. I ovo je leb, no se ušte ne ispečen. Ovo je brašno, a od brašното do lebot ima samo jedan čekor, A jaz povege sakam zelka. reče zajačeto. Čudno je so lebot. Najprvi ne zelen kako treba, potoa zlatest kako zrno, ušte potoa bel kako brašno i na kraju te vistinski leb. A lebot verojatno je toliko vkusen zato što koga raste mu peču čuligata. Dogledanje. Jeśli mi znamy się z dziećmi, nie od... Sobiranje pečurki. Ima razni pečurki, što se jadat, što ne se jadat, pa duri otrovni. Tije što se jadat možat da se varat, da se pržat i da se sušat, pa duri da se marinirat со kiselina. Iz utrina, koga barafme pečurki, najdovme sosema nešto podrugo. Smešna slučka. Kolona, prebrojte se. 1, 2, 3. Broj za sebe si 3. Ja si taka nema da zaginam. Zajače, odime po pečurki, morame da se izbrojime vo šumata lesno, može da se zagubiš. Ja si taka... Se buneše zajačeto. Lele, ama što? Edar dori toliko tuko reći 4. A jaz... Jaz... Podja volite 4. Dobro, so mene 5. Kakvi pečurki ke sobirame? Golemi. I malečki za mariniranje. A trovnite nikako. Se razbira, to ako znaje sve koje dete. Togaš, na rabota. Učko, najdovme jedna pečurka. Gledaj koliko je ubava. Malečki, pa to je otrovna. Mnogo otrovna pečurka. Poglednete. Pred da počnete da sobirate pečurki, zapoznajte gi od atlasot. Da, Učko, сега ќе внимаваме што собираме. Ej, gledaj! Ништо не гледам. Секако, штом гледаш толку далеко? Уште малку и ќе згазнеш. Се закикоти зајачето. Ома печурка! И тоа не е отровна! И отровните се печурки, само не се јадат. Не се јадат, току... Да бегаме. Ништо не разбирам, да се остави ваква печурка. Хоп, хоп! Убави
овие печурки само се отровни. И тоа не само за муите. Преку глава ни се печурките. Сакаме да си одиме дома. Се плашиме. Зошто се плашите? Затоа што од грбушките ми излезе едно животно, цело црвеникаво. Да не е лав? Не, лаво има во Африка или во zoo? Каде ви е кошничката? Остара таму, там. Тогаш одиме, реше прасето. Ние не доаѓаме, освен ако одиш ти прв. Лав? Ти го покажам јас на тој лав. Празенце. Не одиме натаму, па дури прасето да е прво. Нема зошто да се плашите, па со нас сте. Јас тој лав ќе го... Што сакаш, лисицо? Уште еден чекор и јас! Се расплака лисицата. Зошто плачеш? Зајачињата си исплашени, ти плачеш, а јас ништо не сваќам. Плачам. Зашто сите бегаат од мене, а јас сакам да се играм. Тогаш зошто ги плашиш? Воопшто не ги плашам, едноставно правам пријатни изненадувања. Вакви. Леле, пак плаши, леле. Гледаш што излезе од твоето изненадување? Зајачињата пак се плашат. Леле, навистина не сакав, можам се да направам, само да... Добро. Само не плаши веќе. Ќе ви покажам едно место каде што растат многу големи печурки. Дојдете. За се треба да биде соодветно подготвен. За собирање печурки и за правење изненадувања. Понекогаш, иако сакаме да направиме нешто мило и симпатично, излегува сосема нешто подруго. Така како денеска наместо изненадување излезе плашење. До гледање.